Добро вечер, го гледате Централниот дневник на регионалната К1 телевизија. Настаните кои информативната редакција ги одбра за денес ги донесуваме веднаш по кратките најави. Гледајте дневник. Наредниот месец официјално Маркарт започнува со работа. Иноваторите на располагање имаат 1,3 милиони евра. Со проектот инвестирај во Македонија до поголем извоз на компаниите од металната индустрија. Наредниот месец Маркарт официјално започнува со производство. 600 невработени лица го решаваат екзистенционалното прашање. Премиерот Груевски најавува дека новите 8 инвестиции креираат директни 3850 нови работни места. Ако се земат во предвид и создадените индиректни работни места, се добива одговорот од каде постојано намалување на процентот на евидентирани невработени лица во Агенцијата за вработување. Нови директни 3850 работни места креираат 8 странски инвестиции кои во моментов или започнуваат или привршуваат со градба на производствените капацитети во некои од индустриските зони во Македонија. Има активности на околу 8 компании во Македонија, значи 3 од нив веќе почнаа производство во последните месец дена. Тоа е италијанската Diatec, германската Техника од Текстайл и вчера компанијата од Дубај Apoland во Ресен. Две од нив започнаа градба на своји фабрики, тоа е ова ОДВ Електрик и Кондево од Италија. А дополнителни 3 се во длабока фаза на градба и некои од нив во наредните месец 2 до 3 ќе почнат со производство. Покрај намалувањето на бројот на невработени, од овие инвестиции, економски бенефит ќе имаат и помалите услужни, но и градежните компании. Од тука и проценката дека бројот на нови работни места, директни и индиректни, ќе биде многу поголем. Се на се, овие кои што сега треба да започнат, кои што наскоро треба да ги завршат своите градби, ќе вработат вкупно 3850 директни вработувања. Значи плюс индиректни вработувања што ги има при секоја инвестиција. Оно што забелешано е многу значајно од почнувањето со работа на германската компанија Маркарт, која својата фабрика ја изгради во индустриската зона Каласлари. Тука 600 лица ќе произведуваат делови за автомобилската индустрија. Маркарт во октомври овој месец, наредниот месец практично ќе почнат со работа. Ја завршуваат фабриката, последните детали се доградуваат и негде средината на октомври ќе почне производство. Премиерот Груевски очекува дека инвестицијскиот бран ќе следи идната година, кој ќе донесе нови фирми подготвени да отворат своји производствени капацитети, а со тоа и дополнителни работни места во Македонија. Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски на почетокот на денешната собраниска седница посветена на пратенички прашања истакна дека владата креира услови за бизнис и за странските инвеститори, но и за домашните компании. А овие ги стимулира и со низа мерки и проекти, меѓу кои најновиот Македонија вработува, преку кои за само 5 месеци се вработиле 6200 лица. Сега компаниите кои што се во технолошко-индустриските развојни зони или работат во индустриските зони имаат реализирано 13.441 вработување. До крајот на 2017, почетокот на 2018, според нашите согледувања да се сведе на ниво од 22% или пониско од 22%, што би било извонреден резултат и ќе овозможи подобар животен стандард на граѓаните во Република Македонија. Со 1.300.000 евра преку кофинансирани грантови продолжува поддршката на Фондот за иновација и технолошки развој. Фондот финансира проекти од кои било сектор и индустријска гранка. Фондот за иновација и технолошки развој ќе поддржи проекти на компаниите со 1.300.000 евра преку кофинансирани грантови. Ова е втор повик за финансирање предлог проекти.
Заинтересираните компании можат да аплицираат. Буџетот е распределен во 3 инструменти, истакна вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски. Тој е распределен на 3 инструменти, при што од прво кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва, стартап и спин-оф компании, преку кои ќе се доделуваат до 30.000 евра по проект. Вкупниот буџет за оваа компонента во овој повик на овој инструмент изнесува 300.000 евра. Втората компонента се кофинансирани грантови и условни заеми за комерцијализација на иновации, преку кои за секој проект ќе се доделуваат износи до 100.000 евра за овој инструмент. Буџетот за оваа компонента изнесува во овој повик 600.000 евра. И третата компонента се кофинансирани грантови за трансфер на технологии, преку кои ќе се доделуваат до 200.000 евра по проект, а вкупниот буџет за овој инструмент, овој повик, изнесува 400.000 евра. Според Пешевски, иновативните предпријатија најчесто бележат побрз раст од економијата. Фондот финансира проекти од кои било сектори и индустријска гранка. Со првиот повик, објавен од Фондот за иновации и технолошки развој, беа избрани 16 стартап и спин-оф предпријатија кои веќе работат на развој на иновативни проекти. За нив беа обезбедени 460.000 евра од фондот. На вториот повик, како што информира Пешевски, има можност да аплицираат и позрели предпријатија, бидејќи преку инструментот за комерцијализација на иновации се финансираат поголеми проекти во понапредна фаза. Триста невработени лица ќе имаат можност да аплицираат за обуки за дефицитарни занимања со цел полесно да најдат работа на пазарот на труд. Сите дефицитарни занимања ќе бидат наведени во огласот што ќе биде објавен утре. Од утре 300 невработени лица ќе имаат можност да аплицираат за обука за дефицитарни занимања со цел полесно да најдат работа на пазарот на труд. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов по посетата на компанијата Техногума изјави дека очекува на јавниот повик да се јават поголем број невработени лица и да се обучат како монтажери на соларни панели, фасадери, ракувачи со дигалка и вилјушкари, што како што истакна ќе биде дел од огласот кој што ќе биде објавен утре. Приватните компании имаат потреба од обучен и квалификуван кадар, од работници кои што ги познаваат вештините и знаењата кои што се побарувани на пазарот на труд. Во соработка со Агенцијата за вработување нудиме можност за 300 невработени лица да посетат едно од обуките во приватните компании кои што имаат сертифицирано програми за обука, да се стегнат со дополнителни вештини, да зголемат својата шанса за вработување. Ваквиот тип на обуки, според директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски, во кој невработените се обучуваат директно во работна средина, се можност тие да се стекнат со работни навики и да работат со софистицирани машини. Ние утре го објавуваме третиот поред оглас за дефицитарни занимања, значи побарувани вештини на пазарот на трудот, кој што за оваа година го предвидовме. Во првиот имавме 181 лица, во вториот 220 и сега 100 лица кои што ќе бидат обучени за една од побаруваните вештини. Постојано се работи со компаниите и работодавачите да се види какви вештини се потребни, каде може да се обучуваат лицата за таквите вештини. Инаку Техногума е една од 20-те компании кои досега регистрирале посебна сертифицирана програма за обука на невработени лица. За рокот тие 4 месеци научих доста работи, околу тоа што сакав да го работам, учев на факултет, со немав доволно пракса и каде распика видов што се случува со дошовски начин. Во моментов во компанијата има 6 лица кои поседуваат неколку месечна обука за побарувани занимања. Дел ќе се вработа тука, а дел во останатите приватни компании во Македонија. Општина Велес утре спроведува ново полагање за добивање сертификат за вршење на автотакси услуги. Освен лиценцата за легално учество во такси сообраќајот, превозниците задолжително мора да го поседуваат овој сертификат. На 24 септември се спроведува 11-тото полагање за добивање сертификат за вршење автотакси услуги. Такси возачите, освен лиценца, задолжително мораат да го поседуваат и сертификатот за работа.
Тие полагаат писмен испит од областа за безбедност во сообраќајот и превоз на патниците. Вакво полагање ќе се спроведува се додека целосно не се регулира статусот на возачите во такси сообраќајот. Ќе трае се до оној момент додека има заинтересираност. Нема проблем, ние сме подготвени да се биде во границите на легалноста, службата наша е подготвена да се вршат тие тестови, немаме никаков проблем околу таа ситуација. Казни се предвидени за сите оние кои нема да поседуваат сертификат. Освен добивањето на поквалитетна услуга, сертификатот ќе го реши проблемот со нелегалните таксисти. Ние чекаме да се заврши целокупната постапка и има барање од, што ги викаме популарно, легалните таксисти, да се заврши, дефинитивно се стави крај на диво такси работењето во општина Велес. Ние правиме напори, се вршат редовни контроли, меѓутоа не може нонстоп да се биде присутен на теренот, мора тука да помогнат и останатите институции, како што е судот и другите странки заинтересирани во овој случај за одвивање на сообраќај. Проверката ја врши посебна комисија, а досега се издадени повеќе од 170 сертификати на таксистите во општина Велес. Истовремено уверение за положен испит добиле околу 230 такси превозници од Велес, Чашка и Градско. Со проектот Инвестирај во Македонија до поголем извоз на компаниите од металната индустрија, производственото портфолио и деловните планови. Повеќе македонски компании ги представија пред економските промотори, кои покриваат над 200 национални пазари во различни географски подрачја. Производственото портфолио и деловни планови повеќе македонски компании ги представија пред економските промотори кои покриваат над 200 национални пазари дисперзирани во различни географски подрачја. Во рамките на директните средби кои Инвестин Македонија ги организира, се представија ТТ Пласт, ФЦ за 11 октомври, ТП Раде Кончар, Завар Братство и Свемак. На овие средби се таргетираа извозни компании од металната индустрија, а целта на тимот од Инвестин Македонија е запознавање со производите и капацитетите на домашните извозници и обезбедување професионална помош во изнаоѓање странски купувачи и пристап до пазари во земјите кои што ги покриваат економските промотори. Заменик директорот на Инвестин Македонија, Климент Шекеровски, потенцира дека се фокусирани на овој проект како и на поддршката на домашните извозници во борбата за позначителен надворешен пласман и квалитативна препознатливост на македонските производи. Според Шекеровски, Инвестин Македонија, како високо професионален сервис за компаниите, останува отворена за сите деловни субјекти кои би сакале да земат свое учество во овој проект, имајќи ја предвид важноста од потребата за сеопфатна поддршка и континуирана промоција на домашните производи на надворешни пазари. Караванот Купи куќа, купи стан денеска ги посети Велешани. Сите заинтересирани се информираа за поволностите кои ги нуди овој проект. Субвенциите можат да се искористат за купување на стан, изградба или доградба на куќа. Помошта изнесува од 7 до 14.000 евра. Караванот Купи куќа, купи стан ги посети граѓаните на општина Велес. На сите заинтересирани им беа презентирани можностите и поволностите кои ги нуди оваа владина мерка. Во зависност од кредитот кој треба да се земе, државната помош се движи од 8 до 14.000 евра. Истиот може да се искористи за купување на стан, изградба или доградба на куќа. Државата е во постојана соработка со банките и градежните компании, со што создава поволни услови за сите кои ќе ги користат овие субвенции. Проектот влијае на придвижување на пазарот на недвижности, но и на намалувањето на цените на станови и каматните стапки на станбените кредити. Според информациите кои ги презентира Министерството за финансии, досега околу 640 семејства го решија станбеното прашање. Владата нуди и модел наменет за луѓето кои не можат да соберат пари за учество, па помага со субвенции од 50 или 75%. Надлежните информираат дека поради интересот на граѓаните, средства за проектот ќе бидат предвидени во буџетот за 2016 година.
Доделени наградите на фестивалот на античка драма Стоби. Представата Електра на МНТ освои гранд при, награда за најдобра режија и најдобра женска улога. Наградата пак за најдобар машки актер му припадна на Селпин Керим. Во театарот Јордан Хаджиконстантинов Джинот беа доделени наградите на лауреатите на 14-тото издание на фестивалот на античка драма Стоби 2015-та. Награда за комплетна представа, Гран При, се додели на представата Електра во изведба на Македонскиот народен театар. Дарија Ризова ја прими наградата за најдобра женска улога. Наградите на сите добитници им ги додели градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Голема благодарност до Стоби фестивал што токму мене ми ја додели оваа награда. Им се заблагодарувам и ја поздравувам целата актерска и техничка екипа на Македонскиот народен театар што сите заедно тимски соработуваме и се надевам дека ќе имаме уште подобри и подобри проекти. Во име на режисерот Андриј Жолдак, кој во моментов е во Берлин, наградата за најдобра режија ја прими представник на МНТ, кој рече дека режисерот е пресреќен поради наградата и дека целиот процес во работењето на Електра за него представува огромна пресвртница во неговата уметничка кариера. Актерот Селпин Керим, кој го играше ликот на Прометеј во истоимената представа на Турски театар од Скопје, ја доби наградата за најдобра машка улога. Едно големо благодарам од овде до моите колеги што присуствува на представата Прометеус. Турскиот театар слави 65 години јубилеј оваа година. Честитаме на Турскиот театар 65 годишен јубилеј со оваа мојата награда. Имаат заслуга и Турскиот театар и моите колеги на оваа награда. Во чест на наградените актерите од театарот Јордан Хаджиконстантинов Джинот ја изведоа представата Крал Иби, со што свечено беше затворен фестивалот. Нов булдожер за потребите на депонијата Милци набави јавното комунално предпријатие Комуналец од Кавадарци. Со ова возило полека се комплетира возниот парк и механизација на предпријатието. За истото тие потрошиле околу 7 милиони денари. Со 7 милиони денари, јавното предпријатие Комуналец од Кавадарци набави нов булдожер за потребите на депонијата Милци. Набавката на ова возило е дел од комплетната обнова на возниот парк и механизацијата на предпријатието. Претходно, во текот на септември, беше набавен и систем за гаснење на депонијата при евентуален пожар. Со тоа се задоволуваат потребите на предпријатието за работа на градската депонија. Покрај ова, на депонијата е направена и уште една инвестиција од 1 милион денари, каде што ја извршивме комплетно оградување и електрификација на депонијата, значи со соларни панели електрификација, моќност 6 киловати. Циклусот набавки за комплетно опремување на јавното предпријатие Комуналец речи си завршува. Недостасува само уште една машина, која треба да се набави наредната година. Се сечувам како вработен во јавното предпријатие во минатото како се крпеше со овие булдожери кои што беа мисловен поим или мисловна именка како да се набават, односно како да се закрпи старото, а не па да се купи ново. Дојдовме до таму еве во овој месец да одбележиме и набавка на цистерна и набавка на теге и тоа со голема силина. Градоначалникот Панов со апел до граѓаните на Кавадарци за депонирање на прописан законски начин во рамките на депонијата, а не надвор од неа. Потенцираше дека депонирањето за физички лица е целосно бесплатно. Се отвори петиот меѓународен фестивал на изведбени уметности. Годинешното фестивалско издание се одржува во 3 дела, еден образовен и 2 програмски. 20 средношколци од Велес ги следеа предавањата по актерска игра, кои го одбележуваат образовниот дел. Во првиот програмски дел на 24 и 25 септември ќе се изведат 2 представи. Со предавањата по актерска игра на реномираниот професор од Шкотски универзитет Скот Џонсон се отвори петото издание на меѓународниот фестивал на изведбени уметности Импакт. Работилницата која беше отворена од 18 до 21 септември е една од заложбите на Импакт како фестивал во креирање млада театарска публика, отворена кон новиот постмодернистички пристап на театарот.
На таа работилница присуствува, зема учество 20 средношколци од Велес, кои што се заинтересирани за театар, мотивирани да споделуваат искуства. Професорот Џонстон е светски реномиран стручњак, посебно за методите на Аугусто Боал и за Форум театар. Покрај едукативниот дел, оваа година Импакт вклучува и два програмски дела. Федра и Херои 1.0 се представите кои ќе го обележат вториот дел од фестивалот. Првата е копродукција меѓу Велешкиот народен театар и Словенско младинско гледалишче, а втората изведба е гостување на истиот словенечки театар. Двете представи се во овој прв програмски дел на 24 Федра во 20 часот и на 25 Херој 1.0 во 21 часот на големата сцена. Завршницата на Импакт, насловена Споделен простор, ќе се случи кон крајот на наредниот месец. Официјалната програма од третиот дел не ја открија, но најавија театарски гостувања од Европа и проекти од квартиналето во Прага, собир на светско ниво, за кој Ивановски рече дека представува Олимпијада во светот на театарот. Тоа ќе биде прво представување на проекти од Пражкото квадринале во Македонија воопшто во историјата. И тоа е, за мене е тоа голем успех, за мене е тоа битна работа да успеам такви проекти, тоест селекција од такви проекти, она што е возможно да се донесе во Македонија, во Велес. Во последните години Импакт прерасна во респектабилен партнер за европски проекти во регионот. Како резултат на нашето тригодишно учество во проектот Споделен простор, координиран од Пражкото квадринале, веќе сме во преговори за нови европски копроекти со кои што би можеле да донесеме што повеќе програма на Импакт во наредните години. И ова издание на фестивалот се одржува благодарение на европските фондации, Програмата за култура 2007-2013 на Европската Унија и Германската фондација за култура Алијанс, а за прв пат Импакт годинава финансиски е поддржан и од Министерството за култура. По седми пат Унијата на млади сили на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес ја организира ораторската вечер Петар Попарсов. Оваа година темата е образованието е патот кон личниот успех и успехот на државата. Учество може да земат сите заинтересирани млади, средношколци и студенти. Во чест на денот на македонската револуционерна борба, Унијата на млади сили на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес по седми пат ја организира ораторската вечер Петар Попарсов. Оваа година темата е образованието е патот кон личниот успех и успехот на државата. Председателот на Унијата на млади сили од Велес, Живе Катранџиев, упати повик до сите заинтересирани млади, средношколци, студенти да земат активно учество. Услови на конкурсот кои што секој потенцијален учесник треба да ги исполнува се: учесникот да биде на возраст до 28 години, говорот да биде напишан на македонски јазик, максимално време траење на говорот да биде 5 минути и говорите кои што ќе ги интерпретираат учесниците да бидат автентични и претходно да не бидат објавувани. Краен рок за пријавување е 4 октомври. Говорите треба да се испратат на пат со назнака конкурс за учество на ораторска вечер Петар Попарсов. Образованието е патот кон личниот успех и успехот на државата. На електронската адреса okUMSVeles@gmail.com или со доставување на затворен коверт со истата назнака во Централниот штаб на Општинскиот комитет од Велес на улица 8 септември без број во центарот на градот. За сите учесници ќе биде организирана обука од обучувачи, а изборот на учесниците ќе го спроведе комисија од компетентни селектори. Министерот за надворешни работи на Босна и Херцеговина Црнадак денеска во официјална посета на Македонија. Европската Унија со помош за Македонија и Србија. Вестите од Македонија.
Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов оствари средба со министерот за надворешни работи на Босна и Херцеговина Игор Црнадак. На средбата разговараа за традиционално добрите билатерални односи помеѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина, за регионалната соработка и иницијативи, како и за европските и евроатлантските интеграции на двете земји. Председателот Иванов и министерот Црнадак изразија заеднички интерес за јакнење и продлабочување на билатералната соработка, која се одвива успешно и без отворени прашања. Иванов и Црнадак се согласија дека Европската унија и НАТО интеграцијата на државите од Западен Балкан се потребни не само заради зголемена соработка во сите сфери од интерес на државите од регионот, туку и заради силната поддршка која имаат во реформските процеси во нашите општества и затоа мора да се забрзаат. $17 милиони евра пакет помош за Македонија и Србија во процесот со справување со мигрантската криза. Ова беше усвоено на состанокот на Коледжот на комесари на Европската Унија. Оттаму еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан порача дека Европската Унија и понатаму ќе им помага на овие земји, бидејќи според него се жртви на ситуацијата со бегалците и емигрантите. Во исто време Европската комисија одобри 1 милијарда евра помош за Република Турција, земја која се справува со речиси 2 милиони бегалци. Хан додава дека Грција и Италија се определени како жешки точки каде ќе се врши прием и регистрација на бегалци. Во меѓувреме бројката на мигранти кои транзитираат низ земјава бележи намалување, односно истата стагнира и не надминува 3000 луѓе. Непречено се врши превоз на мигрантите од Гевгелија до Табановце со 3 специјални возови, како и со автобуси и такси возила. Во случај на поголем наплив на мигранти не се очекуваат поголеми потешкотии околу превозот. Поглаварот на Римокатоличката црква, папата Франциск, во посета на Сад Бодрум поплавен од пороен дожд. Вести од светот. Папата Франциск, поглаварот на Римокатоличката црква, допатува во американската воена база Ендрюс во прва посета на Соединетите Американски држави. Тој бил пречекан од американскиот председател Барак Обама и подпредседателот Џо Бајден со сопругите. Во американскиот државен протокол мош неретко се случува американскиот председател да пречека некој странски гостин на аеродромот, бидејќи тоа редовно се прави пред Белата куќа во Вашингтон. Официјалната средба меѓу папата и американскиот председател ќе се одржи денеска во овалниот кабинет на Белата куќа. Во Соединетите Американски држави, папата престојува како духовен водач на католичкиот свет, но се очекува со председателот Обама да разговара за повеќе актуелни политички прашања во светот, како и за климатските промени. Во рамки на посетата, папата ќе зборува во Американскиот конгрес, ќе одржи религиозни миси, а ќе ги посети и Њу Јорк и Филаделфија. Медиумите ја прогласуваат посетата на папата како историска и откриваат дека тој прв пат во својот живот престојува во Сад. Поројни дождови поплавија куќи, продавници и ресторани во турскиот туристички центар Бодрум, а булеварите и улиците во градот наликуваат на езера. Весникот Милет пишува дека тоа се најпоројните дождови во градот во последните 30 години. Голем број автомобили биле повлечени од надојдената вода, а патниците кои се наоѓале во нив се спасени. Работата на спасувачките екипи продолжува, а во градот е создаден кризен штаб. Слично невреме го зафати и грчкиот остров Родос. Аеродромот на островот е затворен за летови по силната бура и поројните дождови, кои причинеле сериозни штети на пистите. Властите се загрижени, бидејќи аеродромот е во состојба како по бомбардирање, објавуваат локалните медиуми. Работнички најдобар македонски клуб Симовски избра 19 ракометари, кајкарот Спасеј без олимписка виза. Домашен спорт. Регионалната кошаркарска АБА лига го објави распоредот за надпреварите во новата сезона.
Единствениот македонски претставник во ова надпреварување МЗД Скопје ќе има згуснат распоред во првите 5 кола кои ќе треба да ги одигра за само 10 дена. Па така во првото коло кое е закажано за 1 октомври, тие гостуваат во Словенија кај тимот на Олимпија. Потоа го пречекуваат тимот на Металац во првиот надпревар на домашен терен. Следуваат два надпревари во Србија против Партизан и Мегалекс, а на 10 октомври ја пречекуваат и Гокеа. За МЗТ ова ќе биде 4-та сезона во АВА лигата, а претходната сезона е завршена на 13-та позиција. Европската фудбалска федерација го објави списокот за најдобро рангирани фудбалски клубови. Актуелниот освојувач на Купот на Македонија Работнички и понатаму останува најдобро пласиран македонски тим во Европа. Овој пласман е сосема очекуван откако романтичарите ги поминаа првите 3 кола од квалификациите за Лигата на Европа и сега се наоѓаат на 251-та позиција на најновата УЕФА ранг листа. Македонскиот шампион Вардар по двата нерешени дуела со АПЛ сега се наоѓа на 291-то место. Најдобро пласиран европски клуб е Реал Мадрид, а по него следуваат Бајер Минхен, Барселона и Атлетико Мадрид. Новиот селектор на женската ракометна репрезентација на Македонија Симе Симовски денес го објави списокот на ракометарки кои ќе настапат на престојните 2 дуела за пласман на Европското првенство во Шведска идната година. На истиот се најдоа најголемиот дел од ракометарките кои настапија на Европското првенство за млади во Шпанија. Нашите ракометарки се наоѓаат во група со Црна Гора, Хрватска и Словенија, а првите мечеви ги играме против Црна Гора на гости на 7 октомври и 3 дена подоцна на домашен терен против Хрватска. Велешанецот Љубомир Спасик, единствениот македонски претставник на светското првенство во кајак на диви води, не успеа да обезбеди олимписка норма. На шампионатот во Лондон на патеката каде што се одржаа и надпреварите за Олимписките игри 2012-та, тој својот настап го заврши уште првиот ден. По првата трка тој се најде на 76-та позиција од 102 кајакари, а во втората на која не настапија најдобрите 30, се пласираше на 50-та позиција од 72-ца. Последната шанса за обезбедување на олимписка норма Љубомир ќе има на Европското првенство во Словачка во мај идната година. Левандовски постави рекорд 5 погодоци за 9 минути. Во Англија беа одиграни мечеви од третото коло во Лига Купот. Меѓународен спорт. Во најсилните првенства во Европа се игра вонредно коло со што шампионатите би завршиле порано поради Европското првенство следната година. Играчот на Бајер Минхен Роберт Левандовски се запише во историјата на германскиот фудбал. Тој влезе во игра од клупата за резерви на почетокот на второто полувреме и постигна 5 погодоци за 9 минути во победата на неговиот тим против Волсбург. Во останатите надпревари Дармштад Вердер 2-1, Херта Келн 2-0, а единствената победа на гости ја постигна Хамбург против Инголштад минимално со 1-0. По двете нерешени средби во серија актуелниот шампион на Франција, тимот на ПСЖ им се врати на победите. Тие вчера на домашен терен го победија Генгам со 3:0. Во вториот дуел Анжерс и Реймс одиграа без голови. Во италијанското првенство беше одигран само еден надпревар, но многу ефикасен. Екипата на Милан победи со резултатот 3:2 на гостувањето кај Удинезе. Атлетико Мадрид го победи Гетафе со 2:0. Еспањол ја изненади Валенсија минимално со 1:0, а победа на гостински терен во шпанското првенство забележа Реал Сосиедад која победи Гранада со 3:0. Вчера во Англија беа одиграни дел од надпреварите од третото коло во Лигата на Европа. Во нив фаворитите без проблеми стигнаа до победите и пласман во следната рунда. Во дуелите помеѓу премиер лигашите Манчестер Сити славеше на гостински терен против Сандерленд со 4:1, а Лестер по продолженијата го победи Весем со 2:1. Во останатите надпревари Рединг Евертон 1:2, Мидлсброу Вулверхемптон 3:0, Хал Свонси 1:0, Фулам Стоук 0:1, Бормут го победи Престон по изведувањето на пеналите, а во градското дерби Астон Вила го победи Бирмингем минимално со 1:0. Денес се играат останатите мечеви од третото коло. По завршувањето на Евробаскетот во пресрет на Олимписките игри следната година, најактуелно станува прашањето каде ќе бидат одиграни квалификацијските турнири за настап на Олимпијадата. Овие турнири се организираат на 3 различни континенти, од кои само победниците обезбедуваат пласман. До сега познати се 8 учесници на Олимписките игри, меѓу кои домакин од Бразил, финалистите на Евробаскет од Шпанија и Литванија, потоа Нигерија, Австралија, Венецуела и Аргентина, а представникот од Азија ќе биде познат во октомври. Од Европа главни кандидати за организација на овој квалификацијски турнир се Русија, Турција, Италија и Србија.
Сончево и топло време имавме денес. Какво време не очекува следните денови дознаваме од деталната временска прогноза. Ви благодарам за вниманието, почитувани. Информативната редакција на К1 ви посакува пријатна вечер.